Веќе во студиото ни е професор доктор Маријан Стојовски, на кој актуелниот началник на онколошката гинекологија при ГАК во Скопје, но и председател на новоформираната Национална комисија за рана детекција и скрининг на рак на грлото на матката во нашата земја. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро до вас и да сите гледачи на Телма. Професоре, докторе, Седно, може да. само доктора. Да, би сакала да темава воопшто не е за смеење. Ние предмалку коментиравме за фрапантните и погубни податоци за нашата земја и што пандемијата изминатиот период остави како последица. Факт е дека ракот на грлото на матката е четвртиот најчест канцер кај жените. Последниве денови од месец јануари беа некако посветени на превенцијата, меѓутоа ние сакаме да зборуваме и кога не се, нели, само тие актуелни денови, треба да се зборува постојано во медиумите. Докторската Фела за жал сподели, нели, споменав погубни податоци. Каква е моменталната состојба со оваа ситуација здравствена кај женската популација во нашата земја? Па според Светска здравствена организација годишно во светот се има околу 690 до 700.000 нови случаи со рак на грлото на матката, од кои за жал негде околу 320-50.000 завршуваат летално со смртен исход. И просекот светски е негде 13 жени на 100.000, 13 на 100.000, а кај нас тој просек е негде 20 заболени жени на 100.000. Дефинитивно не можеме да бидеме задоволни од состојбата, но таа состојба се провлекува со години. Не е тоа дека сега се влошува или не. Би рекол се до организацијата на нашиот медицински систем и до пристапноста до пациентите. Да, точно, ние годишно имаме околу 200 новозаболени пациентки, од кои за жал негде околу 40 до 60 завршуваат со лош исход, ја губат битката со болеста. Каква беше минатата година, ако велите во просек 200, имаме некоја конкретна бројка или? Па не може да имаме конкретна бројка и Светска здравствена организација има за 2020, ги уште не се апдейтирани за 2021, но нема да можеме да кажеме дека сме подобри од 2020 и 2021, бидејќи знаете имавме голем проблем со пандемијата, Тој сакав да потенцирам што смени пандемијата и тие. Пандемијата ја смени многу работи, меѓу кои свеста на сите нас ја смени. Бевме во еден затворен систем, немавме комуникација, достапноста на сите услуги, меѓу нив и на медицинските услуги беше многу помала, луѓето беа во еден страв, во една психоза дека не треба да излегуваат и многу помалку пациенти имавме отколку во претходните години. Така, споменав дека сте председател на новоформираната Национална комисија за рана детекција и скрининг на ракот на грлото на матката. Што значува новоформирана, од кога е и што ќе биде, нели, во фокус на работата на оваа комисија? Добро, оваа комисија е неколку години, но овој министер Беким Сали во крајот на мај и јуни месец, да кажам, ја реафирмираше таа комисија. Имавме одлична соработка со него, направивме некои нови законски решенија за поголема достапност. Всушност, оваа комисија и јас како председател на истата имаме задача да ги направиме услугите што подостапни и до што повеќе жени во Македонија да стигнеме. За жал, таа достапност, односно во Македонија имаме негде околу 20 до 25% офатеност на жените во еден период од 25 до 55 годишна возраст. Оваа година, со оглед на нашите проценки, тоа е комисија од 15 на стручни луѓе од повеќе мултидисциплинарна е, не е тоа само гинеколози, да не губиме време за да ги именувам. Имаме задача да преку флаери, преку видео, посети во нивните домови преку социјалните мрежи,
преку вашите емисии кои многу ни помагате да искажеме еден апел дека сите жени оваа година направивме да биде тоа од 20 до 59 годишна возраст, бидејќи пикот на карциномот на грлото на матката е негде помеѓу 25 и 45 годишна возраст. Тоа сакам да прашам дали е малку поместена границата од изминативе години, дали се помлади жени, девојчиња страдаат или може да им се случи да имаат карцином на грлото на матката? Да, во целата оваа работа жени кои што извинете не се оствариле репродуктивно како родители? Во целата оваа работа мораме да спомнеме и да го спомнеме и образовниот систем кој мора да биде по-доминантен и да едукативен, да биде всушност тој што ќе ги едуцира младите девојчиња уште на 9-10 годишна возраст и да им ја објасни болеста и која е превенцијата од самата болест. Точно, овој просек на возраста се намалува, бидејќи девојчињата почнуваат се порано да имаат сексуални односи, потоа тука е нискиот социјален стандард, пушењето и сите други кофактори кои допринесуваат да имаме промени на студницата на грлото на матката. Во овој можеби ќе имате и посебно прашање околу вакцинацијата, но да го ставиме тоа за подоцна. Да, може. Што е клучно? Ние споделивме така ние темата дека редовните контроли веројатно се клучни во борбата, меѓутоа што се останато препорачувате дека мора жените да го запазат? Видете, природата дала да тој орган е толку достапен како ни еден друг орган на нашето тело и затоа всушност е само желбата и информираноста до пациентите. Тој преглед трае некои 2 до 5 минути и имаме можност да земеме пап тест или ХПВ типизација, да направиме колпоскопија и тоа е превенцијата. Значи, за да дојде до појава на еден карцином, треба да поминат повеќе од 10 години да биде атакувана слузницата и да биде во некоја крајна фаза? Да, не крајна фаза, да почнат промените. И улогата наша е таа да во тој момент тие пациентки дојдат во некој предстадиум на карцином на грлото на матката и тогаш реагираме со соодветна терапија и тие да не поминат во инвазивен карцином кој има лош исход. Раната детекција значи продолжување на животот, целосно излекување? Дефинитивно значи целосно излекување, со тоа што можеби промоторите ќе останат и тие жени повторно треба да доаѓаат на редовни контроли, но немаат, да кажеме, ќе ги вратиме некои 5 до 10 години во некоја состојба нормална која ја имале пред третманот на тие преканцерози. Како изгледа животот на жени кои што се преживеа на ваква ситуација или излечен карцином на рак на грлото на мајката? Постои страв, предпоставам, дали има опасност тој истиот повторно да се активира или не знам да се Реков, главен промотор за тоа веројатно зависи од нивниот начин на живење понатака. Да, главен промотор за добивање на карцином на грлото на матката е хуман папилома вирусот. Тие ги има околу и повеќе од 200 типови и субтипови и се мисли дека 95% од карциномите настануваат заради постоењето на тој хуман папилома вирус. Ние не можеме тој вирус да го убиеме. Гледате какви се проблеми имавме и со еден претходен коронавирус. И вирусите се една непознаница за медицината и за генетиката, така да и овој вирус е таков што ние не можеме да го контролираме, но можеме да го превенираме со вакцинации. Таа пациентка што ќе биде третирана, таа преканцероза што ќе биде третирана, реков, го враќа процесот 10 години наназад и таа пациентка може слободно да си живее и без никакво психолошко оптеретување, само таа веќе ќе знае дека треба да го посетува својот матичен гинеколог, кој всушност е и базата на сите превентивни мерки што ги превземаме, бидејќи кога ќе дојдат веќе во терциерно здравствена установа, тоа е веќе многу касно.
Така, ја споменавте вакцинацијата, го споменавме ХП вирусот, главните причинители, ризик фактори, ХПВ вирусот е еден од нив. Меѓутоа, што е со вакцинацијата и каква е состојбата во нашата земја? ХПВ вирусот е всушност по некои статистики кои, да кажем, повеќе се и вулгарни, некаде до 80% од населението е заразено со ХПВ вирус заради несоодветни сексуални односи и начин на живење, односно немање на заштита и користење на кондоми. За среќа измислија вакцина. Таа вакцина порано беше едновалентна, сега има 4-валентна и веќе има 9-валентна. И таа е достапна кај нас? 4-валентната е достапна и државата ја субвенционира и тоа е за сите девојчиња од 9 до 14-15 годишна возраст. И ја упатувам еден голем апел до сите родители, бидејќи утро веројатно највеќе не гледаат родителите на тие девојчиња, дека сите девојчиња треба да се вакцинираат. Светска здравствена организација има своја стратегија донесено и тоа е стратегија до 2030 година, каде што ќе треба да биде 90-70-90. Односно, офатеноста со вакцинација треба да биде до 90%, превенцијата и земањето на скрининг треба да биде до 70% и останатите 90% што ќе бидат заболени мора да имаат третман. Тоа е таа стратегија 90-70-90 која ние како држава и како национална комисија сакаме да ја достигнеме, но за тоа ќе ни требаат и услови. Секако далеку сме во сите сфери и затоа и брзањето кон Европската Унија за да донесеме и некои законски одредби дека не само докторите, туку треба и пациентите да одговорат на својата задача да го чуваат своето здравје. Така да некако ќе треба тоа да го направиме и облигаторно, да пациентките ќе мора во рок од 3 години барем еднаш да се јават на гинеколог. А всушност ние како национална комисија имаме зацртано стратегија да сите жени што не биле 3 години на матичен гинеколог и каде што не е земен пап тест, да ги повикаме и да дојдеме до нив. Затоа имаме и направено една стратегија со мобилни екипи, мобилни амбуланти, за тие рурални средини и далечни места. Веќе организиравме да оди таму екипа која оди со доктори од гинеколошко-акушерската клиника. Сите прегледи се бесплатни, пап тестот е бесплатен, сето тоа го покрива државата и само тие треба да се јават. Во тоа многу ни помага со логистика Црвениот крст, UNDP како институција ни финансиски не помага. Така да направивме една компилација од повеќе фактори за да можеме што подостапни да бидеме со услугите до нашите до граѓаните и до жените. Да. Тоа потенцира дека раното откривање и тој скрининг е многу важен во нашата земја и верувам дека ќе се тоа води во насока да целата ситуација биде што подобра. Дали ова подмолна болест, дали имаме симптоми кои што можат жените да ги препознаат за да знаат од прилика за што станува збор или најчесто откривањето е во некоја подоцнежна фаза? Затоа што велите има жени кои што за жал не биле на гинеколог на редовен преглед и повеќе од 3-4 па и можам да ви кажам дека 60 до 70% од жените воопшто не се офатени со гинеколошки прегледи. Тоа е една огромна бројка, ако знаеме дека ние во државата според пописот имаме околу 750.000 жени од 20 до 59 годишна возраст. И тоа е многу еден поразителна бројка да некои 60 до 70% не се јавуваат на тие прегледи, а некои пак од овие 30-40% се јавуваат по неколку пати годишно заради страф од добивање. Мораме да кажеме дека тестовите и сите превентивни прегледи што се прават, матичниот гинеколог ќе одреди и дека вториот преглед треба да се прави од 6 месеци дури до 3 години е покриеноста и точноста на овие тестови. Затоа велам дека што повеќе
треба да се обратат до своите матични гинеколози и да почнат со тие превентивни мерки, односно еден пап тест трае 2 минути и не е ништо страшно. Релевантноста на пап тестот е да, секоја метода има своји, да кажам, недостатоци. ПАП тестот е измислен многу одамна, пред 100 години, и неговата сензитивност е негде околу 70%, но затоа, доколку пак и колпоскопија се направи, тој процент се зголемува на негде 95-98% сигурност. Доколку пак има потреба од правење на ХПВ, типизација, тогаш процентот е негде околу 99% сигурност, и таа жена, ако сите си се негативни, треба да дојде дури после 3 години на преглед. Тоа воопшто не е никаков проблем и било каква промена треба да укаже на тоа дека нешто се случува и да бидат малку посвесни во однос на сопственото женско здравје. Некаде сме пред крајот, само да дадеме некој апел од ваша страна, некои совети кои што некако можеби ќе ја размрдаат свесноста и совесноста и кај родителите, затоа што споминавте дека вакцинацијата, особено кај девојчињата од 9 до 15 години, од 9 до 12, но сепак може и до 14-15 години. Вакцинацијата е првото нешто за кое треба да разговараме, бидејќи мораме ние да одиме кон превенцијата. Заштитеноста е кон тие високоризични ХПВ типови 16 и 18 кои ги имаме во вакцинацијата, и покриеноста е негде 50 до 60% за тие девојчиња дека нема да добијат инфекција со таков вирус, а со тоа и многу ја намалуваат шансата да евентуално добијат некои лезии, не велам карциноми, но лезии и промени на грлото на матката. Сега со 4-валентната, па и 9-валентната, за која сепак се потребни, знаете, секој нов лек е многу скап, но се прави обиди да Фондот за здравство има реални шанси, има слух од власта. Значи и во изминативе години, неколку години имаше одличен слух од да кажам од државата за да се спроведат овие програми, и оваа програма што сега јас ја водам да биде како национална програма на организиран скрининг, а не само програма. Така да мојот апел до сите мајки е да ги однесат своите ќерки, да ги вакцинираат и со тоа да им помогнат многу да не бидат изложени на инфекции со ХПВ вирусот. А во однос на останатите жени до 59 годишна возраст, сите што не биле до 3 години, односно повеќе од 3 години на преглед, отидете најбрзо до својот матичен гинеколог, доколку се во руралните средини, стапите во контакт со Црвениот крст, ќе ви организираме само да има потреба од прегледи, ние сме достапни и таа достапност треба да се искористи. Има многу флаери, многу, да кажам, вакви едукативни емисии кои треба да ги искористат и треба да се јават кај својот гинеколог. Ви благодарам многу за овој убав разговор. Се надевам дека гледачите и се надевам дека ќе достапноста до нашите пациенти ќе биде уште поголема после ова емисија. Се надевам јас.